Океј, дечки, денеска зборувам за тоа зошто некогаш луѓето цело време се запрашуваат зошто ова се случи, зошто вака, зошто тоа се десило, а зашто дечкото и раскинало на девојката, зашто девојката му раскинало на дечкото, зашто, не знам, не му се паднало на него нешто што требало му се падне, зашто. И ќе ви објаснам дадење работи во врска со умот, па можеби на крај вие можете да се заклучите дали треба човекот да се запрашува зошто. Денеска ќе почнам со еден интересен цитат. Ањур Бајрамов, 29 хотел Карпош. Пишува на моите промоции. Ги имате. 29 хотел Карпуш е во Скопје на 29. Јонче Јованов, Бог се јави, навистина се јави. Ама помина, така да продолжуваме. Ја тоа викам, ние веруваме во Бог, ама и Бог верува во нас, треба и ние да направиме работи кои што се убави за да можеме да направиме нешто кое што и од нас се очекува, ваljda. Океј, гледате, зошто не треба човек цело време да се запрашува зошто, што? Затоа што гледате, кога има човекот празнина во нештото, празнината обично се пополнува со обично нешто што е негативно. Прво ќе почнам со еден цитат од филозофот Хабар, вели што е тајна. Тајна е, вика, одговор кој што никогаш не би бил даден. Тајна е одговор кој што никогаш не би бил даден. Видете колку интересно. Тајна е одговор кој што никогаш не би бил даден. Сега, вие чекате одговор и кога го немате одговор, он збори во сличното и текстот каде што е извлечен овој цитат, дека има нешто што се вика глад за одговор. Кога човекот нема одговор на нештото, она што се случува, таа празнина која што човекот ја има како резултат на недостатокот од одговорот. Замисли се, имате некомуникација со некој човек. Сега, вие чекате одговор, ама од другата страна нема комуникација, значи нема одговор, значи има некоја празнина. И кога човекот има празнина, обично таа празнина на некомуникацијата, човекот ја пополнува со сопствени идеи кои што најчесто и не се вистина. Да ви дадам еден прво пример. Ако ставите една празна картонска кутија пред вашиот влез на зграда или куќа или каде да е, ако ставите една картонска кутија која што е празна, што мислите во таа картонска кутија прво ќе се собере? Ќе се соберат, не знам, ќе ви донесе некој храна, ќе ви донесе некој, не знам, напиток убав, ќе ви донесат витамини, што ќе ви стават во таа кутија, или ќе ви стават ѓубре. Мислам дека ќе стават ѓубре. Зашто гледате, кога имате празно нешто во овој универзум, обично таа празнина бива пополнета од ѓубре. Сега, кога човекот нема одговор од некој човек или од нешто што се има случајно, не разбира зашто се има случајно нешто, тоа нема одговорот, ја нема комуникацијата. И сега он има празнина, и обично таа празнина се пополнува со некои идеи кои што не се најдобри, кои што не се најпозитивни, кои што се негативни и така натаму и така натаму. Значи, гледате, кога човекот ја има таа празнина во умот, он ќе ја пополни со ѓубре. Како што се пополнува со ѓубре и примерот што ви го кажувам со празната кутија. Затоа е важна комуникација. Да земеме дури и пример. Имате некојаш ситуација во бракот каде што мажот си мисли нешто, жената си мисли нешто. Но тоа што они си го мислат, при тоа што нема комуникација со афинитет, затоа што комуникацијата ако не е препратена со афинитет, ако е со љутина, ако е со антагонизам, другиот ќе бега од комуникација при тоа што го нема афинитетот. Но ако комуникацијата е препратена со афинитет, и ако има комуникација, тогаш реалноста на мажот, да имате ситуација дечкото, мисли девојката не му се јавува поради тоа што она е со некој друг дечко. Он си има празнина во неговиот ум. И што се случува со таа празнина во неговиот ум, он ќе пополни со ѓубре. Оваа гарат некој друг свиѓа, гарат со некој друг била, не му се јавила навечер пред да си легне поради тоа што бил искочена, и бум, ѓубре. Може би она била кај бабе и се успала у 10 сати, 11 сати, се разбудила у 3, нема да му пише у 3 секако,
ќе му пишам Сабајле, ама он веќе ја попунил таа празнина со некоја реалност која што не е вистина. Ама зошто не е вистина? Поради тоа што имало празнина од некомуникацијата која што дошла од девојката. Пример со конкретнава ситуација. Сега он поради тоа што си има дадена реалност која што не е точна, на него афинитетот кон девојката ќе се намали, поради тоа што он си мисли она била со некој друг дечко, она не му спишала поради тоа што со некој друг флиртувала и така натаму, и се таа реалност која што е фиктивно измислена од него прави он да нема афинитет за девојката и што се случува дополнително немаат комуникација. Девојкава пак може му пишала една порака како си шопреш од Сабајле, ама ова е љут. Не ја одговара. И се она се вика, види, што се занесе, она се вика, гарант со таа некоја друга флерта, гарант со некој други девојки, сега ме игнорира, сака се покаже ваков онаков, се она се измислува зошто он на неа не одговара. Не, он на неа не одговара зашто он мисли дека она флертала со некој друг, она на него сега не му одговара и не му комуницира зашто она мисли дека он се прави важен поради тоа што он флерта со некоја друга. Вау, имате целосно различни реалности. И сега и она нема афинитет кон него и неќе да му пише, ама и он од претходната вечер више е љут затоа што го оставила до 1:30 да не заспи, он од 1:30 си заспала, ме ја мислел, и вика не пишу. Сега нема комуникација. Поради тоа што немаат и едниот и другиот комуникација, она што се случува, имате измислени реалности кај едниот и кај другиот дечко. Гледате, гладот за одговор повлекува ѓубре од умот, поточно тој реактивен ум, за кој што сум зборил толку многу пати, тој реактивен ум, кој што е, нели, кај што се снимали сите негативни работи, сега, он, бум, дава идеја за тоа што може она да прави или што може он да прави, кој што целосно базирано на погрешна реалност. И сега врз база на таа погрешна реалност, они имаат неафинитет еден за друг. Или ајде да дадеме ситуација. Имате ситуација каде што може би раскинале некој дечко и девојка. И на едниот му треба одговор зошто тоа така се случило. Зошто му раскинала или зошто и раскинала, зошто и раскинала, зошто и раскинал, зошто и раскинал, зошто и раскинал, или он зошто му раскинала, зошто. И се он почнал со самото тоа зошто, зашто гледате, заштото е празнина, заштото не е полност, така нема одговор, или може би девојката му дала одговор, што на него не го сака он, па мисли дека тоа не е вистинскиот одговор, ама тоа е друга приказна. Може таа му дала одговор, ама он си прави уште филм зошто, зашто на него сега му треба closure, на него му треба нешто да свати за да се ослободи од тоа. Може она му го дала одговор, тој неќе да свати, како и да не е ни важно. И сега, кога он ја има таа празнина во неговиот ум и кога цело време се вика зошто така му направила, зошто на тоа го направила, зошто на тоа го направила, зошто на тоа го направила, он цело време се интровертира, го насочува вниманието кон неговиот ум, не се екстровертира. Гледате, зошто е многу интровертно прашање. И колку повеќе луѓето се прашуваат зошто, од мој искуство никад не го нашле одговор. Никад. И јас сум се прашал зошто и не сум го нашол одговорот. Може би вие се прашувате зошто, предпоставка му е дека нема да го најдете одговорот, поради тоа што гледате, човекот цело време се прави со зошто, а он тоа што се прашува зошто е врз база некоја негативна емоција, он не се прашува леле, зошто бе мене убаво ми се случи животот, леле бе, зошто мене толку животот ме сака, не се прашува тогаш. Ме разбирате? Не се прашува тогаш, на него ќе му се случи нешто негативно, има негативна емоција, со други зборови. Сакам сега да ви објаснам нешто поврзано со емоција и мисла, зашто тие се поврзани. Кога човекот има негативна емоција или вознемирена емоција, она што се случува кога човекот има негативна емоција, он ќе почнува да има негативна мисла. Гледате, негативната мисла доаѓа врз база на негативната емоција. Кога човекот ќе ја справи негативната емоција во врска со некој настан, он нема да има цело време мистериозна мисла на зошто. Таа мистериозна мисла на зошто. Зошто на неј тоа се случило? Зошто на него тоа му се случило? Зошто на него му раскинала? Зошто на неј и раскинал он? Ама зошто? Тоа е све базирано поради тоа што има некоја травматска емоција. Кога човекот ќе
отправи таа травматска емоција, затоа има техника, затоа јас зборам цело време таа книга Дианетика, поради тоа што во таа книга имате техника како негативната емоција да ја претворите у позитивна емоција, и кога негативната емоција ќе претворите у позитивната емоција, тогаш немате веќе зошто, поради тоа што негативната мисла на зоштото, зошто ова на него, зошто ова на неа, е базирана на некоја негативна емоција. И кога таа негативна емоција ќе се отправи, тоест ќе се претвори у позитивна емоција, зашто тоа е таа техника, тогаш дури не ви доаѓа да се запрашате зошто, поради тоа што продолжуваш понатаму во животот. Сега, во однос на ова зошто, сакам да ви кажам една друга работа. Колку повеќе се прашувате зошто, вие не сте тука, не сте у сегашниот миг, не креирате иднина. Едноставно има некоја празнина која што е базирана на некоја негативна емоција во вашиот ум, и таа празнина ти да дојде одговор зошто да дојде, човекот дури неќе да го прифати тој одговор затоа што има негативна емоција. Но може би нема зошто. Ајде да кажеме едноставно некој не ви збори или некој пријател не ви збори, се ти свикаш зошто? Ама зошто не ми збори? И се ти си го пополнуваш тоа со нешто што е негативно, со некои глупости во твојот ум. Луѓе, боле јави му се на тој пријател, искомуницирај, прашај го дека мислиш за тоа и тоа, дали има тоа основа, и нека ти го даде одговорот за да се смириш, затоа што ако имаш празнина во твојот ум, ќе го пополниш со ѓубре. Друго нешто, ако станува збор за даден тип на релација, каде што можеби дечкото и девојката веќе немаат комуникација, ама едниот од двајцата нема closure, нема е затворена целата ситуација, можеби на едниот му треба комуникација. Гледате, ама ако ја нема таа комуникација, тогаш боле е да продолжи понатаму, отколку да се запрашува зошто, затоа што секако нема да го добие вистинскиот одговор. Или пак ќе кажа, можеби го добие одговорот, ама не го прифаќа, ама тоа е до него. Човек кога ќе продолжи понатаму, кога ќе си го наполни животот, она што ќе се случи, и сега слушајте, имам поента. Кога си го наполни животот, кога ќе продолжи понатаму, кога ќе почне да креира, во еден момент, у една милисекунда, некаде понатаму во животот, ќе му текне зошто. Ама дури нема ни да го есапи, нема ни да го мисли, станува збор за милисекунда. Вум! Имате сознание зошто и си продолжуваш понатаму, при тоа што животот ти станал полн. Кога животот ќе ти стане исполнет и полн, тогаш веќе го немаш поривот да прашуваш зошто. Сега, да ви дадам една друга идеја. Дали некојаш ви се случило да заборавите што сакате да кажете? Збориш со некој ти помине мисла. Секаш, леле, човек, сакав нешто ти кажам. Што сака да ти кажам? И ти сега го бараш одговорот. Одговорот не доаѓа тогаш. Кога ти доаѓа одговорот? Кога не го бараш. Наредниот ден си правиш нешто по дома. Ми текна што сакав да го прашам овој. Да, зашто? Поради тоа што не го бараш одговорот. Сега во многу причини на тие зошто, одговорот ќе ви дојде сам ако не го барате. Но тоа значи дека мора да се рехабилитирате вие. Мора да работите на некои негативни емоции, мора да ги исправите тие негативни емоции во позитивни, поради тоа што кога ќе се исправат тие негативни емоции во позитивни, тогаш тоа зошто почнува веќе да го снемува и не е веќе важно, човекот не е фиксиран на зоштото. Ама ако ти цело време се прашуваш зошто, мислам дека него ни бараш одговорот. Поради тоа што имаш идеја на заштото е само прашање на твојата жртва на ситуацијата кога настанала. Дали сте видели ли некојаш, сте имале некојаш ситуација каде што некој човек гледаш дека цело време прашува зошто, ама не го прашува заштото, зашто? Него е помошно средство за тагата, разочараност или што и да е, што тој ја чувствува како емоција. И во моментот кога таа празнина на таа емоција на еден или друг начин со работа на себе, најдобро е така, или на друг начин се пополни таа празнина, тој глад за одговор на заштото не доаѓа. Но ќе ви кажам една работа. Тајната, конфузијата и мистеријата се многу слични работи. Тајна, конфузија, зашто тајната прави конфузија. Ете, што прави тајната? Ти немаш одговор. И тоа ти прави конфузија, а таа конфузија те фокусира затоа што го немаш
ја немаш вистината. Затоа е важна комуникацијата, затоа што кога човекот добива комуникација, на него му се расветлуваат работите, ги скоцкува нештата и може да продолжи понатаму. Но сега збориме за ситуации каде што тоа го немате, каде што не можете тоа да го направите. Мој предлог до вас е: немојте цело време се прашувате зошто, затоа што во таа себе комуникација и себе прашување на зошто, запамтете го тоа дека заштото како прашање е интровертно прашање, не е екстровертно прашање. А на вас во тој момент она што ви треба е екстровертно, затоа што ви треба живот, ви треба нешто на кое што вашите мисли ќе удрат. Заштото прави мислите да ги изеде темнината на подсвесниот реактивен ум, кој што ќе ви даде после тоа некој глуп одговор, кој што нема врска со реалноста. И тоа барање на одговор, кој што ти усвари не можеш да го добиеш, и расчепкување на таа негативна подсвест, предизвикува да се чувствуваш уште понеубаво, поради тоа што цело време бараш одговор од сопствениот ум, каде што одговорот го нема. Сега, замислете на целата таа ситуација, имате дечко, девојка раскинале, се едниот што раскинал и тој е вело конфузија, и тој не знае зашто раскинале. Може би знае, може би не знае. И сега ти чекаш одговор од некој кој што и тој го нема одговор. Луѓе, зашто чекате одговор? Само трнете понатаму, донесете одлука да идете напред. И ќе видите у моментот кога сте полни, кога животот има логика, кога животот има смисла и кога одите понатаму, ќе има еден ден каде што ќе трае милисекунда одговорот на тоа прашање, ќе го препознаете, ќе го видите и ќе го фрлите некаде, поради тоа што за милисекундата сте сватиле, сте виделе вистината и само продолжуваш понатаму. Ако се уште те држи тоа значи дека не е вистинскиот одговор. Сега, зошто вистинскиот одговор ќе трае милисекунда? Поради тоа што е вистина. Одговор, кој што е вистински одговор, ќе дојде до вас, ти констатираш, го тргаш нештото, тоа е вистинскиот одговор, затоа што не те замислува. Ама ако ти добиеш одговор, и почнеш пак да го мислиш, и не ти јасен, море, дал беше така, дал не беше така, зашто е, не е, како е, не е тој вистинскиот одговор. Тоа е се уште тајната. А тајната е конфузија. А тајната е мистерија. А мистеријата секогаш ви го фиксира вниманието. Сте виделе некој ќе ти каже: "И сакам да ти кажам нешто многу важно. Тајничка е." Ама утре ќе ти кажам. Ти го мислиш цело време. Го мислиш до 12 и 12 ќе се заспиш. Како и да е. Гледате, човек што не се фиксира на тајна е најголем шампион. Ја ова сум го зборал. Ако имате некоја другарка која што ќе кажеш сакам да ти кажам тајна, и она не може да додржи да ја кажеш тајната, не ја кажува на таа другарка тајната, затоа што ако таа не може да додржи да ја слушне тајната, таа нема да додржи да ја сподели на други на кои што не треба. Ако имаш некој ќе му речеш сакам ти кажам тајна, и он вика добро, бе, кажи ми утре кога сакаш, кажи ми. На тој треба да му ја кажеш затоа што тој не е фокусиран на твојата тајна и едноставно веројатно нема да ја сподели понатаму. Сега, гледате, во животот важно е да ги добиете одговорите кои што на вас исто така ви се вас реални. Зашто ти можеш да добиеш одговор кој што нема врска со тебе. Гледај ги добиеш одговорите кои што тебе ти имат логика, зашто ти треба да бидеш ослободен од нештото. И ти треба да го isprocesираш тој одговор. Ти треба да го isprocesираш тоа што го согледуваш. И затоа е работење на себе, и затоа е читање на книги и работа на себе многу важна, поради тоа што во минатото имаме мистерии, различни мистерии. На човек му се случиле загуби, му раскинала една девојка, друга девојка го избркале од работа, не знам зашто го избркале од работа, ама мисли дека имало наместен, не знам, конкурс, едно, друго, трето. Кога работиш на себе и кога сваќаш некои работи, кога дојдеш до сопствени вистини, тогаш се отфиксируваш од минати ситуации и можеш да трнеш понатаму, поради тоа што идеш напред. И кога си полн да одиш напред, прво не ти е важно да го добиеш тој одговор, и кога обично не ти е важно да го добиеш тој одговор, го добиваш тој одговор, поради тоа што си полн, затоа не ти е важно. Ако се уште ти е важно, молиш, фиксиран, важно, молиш, нема да го добиеш одговорот. Зошто не можеш да го добиеш одговорот? Поради тоа што си навлезен во конфузиите, во мистериите на што и да е ситуација, како ситуација која што се случила. Затоа е многу важно да продолжиш понатаму во животот. Малку е парадоксално, зашто луѓе мислат дека не може да продолжат понатаму ако не добијат затварање на ситуацијата. Не ти треба затварање на ситуацијата.
ти треба продолжување на твојот живот. Ти требаат уште подобри одлуки. Ти требаат подобри цели, пообстаношни креации. Тоа е тоа што ти треба, затоа што кога продолжи животот да ти биде креативен, и ако почнуваш да ствараш, да креираш, да твориш, таа една загуба ќе ја надоместиш со било кои креации. Отвориш. Може би на работа ќе станеш попродуктивен, може би ќе излезеш со пријатели, може ќе отидеш на некој убаво патување. Гледате, таа креативност ќе ја надомести загубата или неодговорот, затоа што фактички целата мистерија и тајна е еден тип на загуба, затоа што е одговор кој што не е даден. Затоа што ти кога ќе го добиеш одговорот, ти ќе наполниш душата и тоа само по себе е терапевско. Самата комуникација има терапевтска вредност. Некомуникацијата има фиксирачка вредност. Некомуникацијата те фиксира. Сега, до тебе дал ќе бидеш фиксиран. До тебе дал ќе бидеш фиксиран. Дури ако ја земете скалата на емоции, луѓе, скалата на емоции, како човекот иде пониско по скалата на емоции, станува тајна. Има еден тон на емоционалната скала, долу се вика криење. Човеков се крие. Па гледате, тоа е тајна. Ама кога ти зрачиш, кога си позитивен, кога си среќен, кога си комуникативен, ти не си тајна. Дури интересно е. Ама ќе ви кажам памет у глава. Обично ќе видите, ќе искочите со некој и некој кој што е мистериозен може да ви го привлече вниманието. Ама колку повеќе имате мистериозни луѓе, не викам дека тоа не се добри луѓе, не се луѓе со кои не го викам ова да не ме разберете погрешно. Сакам да ви кажам само некојаш, знаете, некојаш кога некој сака мистерија. Тој човек што сака мистерија, тој човек не е на многу, ајде така да кажам, може би не е сватил некој работи за умот и за духот. Затоа што никој не треба да сака мистерија. А интересно е дека мистеријата не лепи со вниманието, не лепи. Затоа што ти е мистерија, ти сакаш да ја одгатнеш тајната, зашто ти си живот. Животот фактички е отсуство на тајна, затоа што ние сме. Ќе прочитам за тоа, има убав текст од филозофот Хабер. Значи, гледате, главната цел на животот е да нема тајна. И се он сака да ја открие тајната, сака да ја разреши тајната. И имате некој дечко ќе се залепи за некоја мистериозна девојка што цело време ќути, што не збори, не можеш од уста збор да излечеш, или мистериозен дечко за неа, или дечко не и се јавува, не и прави муабет, ја става не игнор, не одговара на комуникацијата. Луѓе, тоа се све умови кои што не се во предобра состојба, да ви кажам. Затоа што, гледате, целата идеја е дека човекот мора да сака да има комуникација, мора да сака да споделува, мора да е живот, затоа што колку повеќе човекот е живот, толку повеќе е одговор и не е мистерија. Колку помалку има живот во него, затоа што има трауми, човекот се повлекува, и она што се кога ќе повлечеш својата енергија животна, ти стануваш мистерија. Абе, кај човеков го снема? Па го снема. Имате некој човек ќе ти се па 2 дена не ти се јави, па тој го мислиш. Па ти кого го мислиш? Па ти зар сакаш да имаш некој што цело време го мислиш затоа што е мистерија? Топло, ладно, го има, го нема, едно е друго. И она што се случува на тој начин ќе бидете фиксирани. Се многу е важно околу вас да имате луѓе кои што не сакаат да ве фиксират, него сакаат да ве ослободат. За да можеш да си имаш ведрина. А многу често ќе видите токсична врска, девојчево се завива во некој дечко кој што не е одговара на пораки. Дечко се завива во некоја девојка која што деја има, деја нема. Ќе му пише еднаш, 3 пати, нема да му пише. Не ти треба таа. Или девојче, тебе не ти треба таков дечко. Тебе ти треба некој кој што има комуникативна способност за да може да те отфиксира од него, за да те насочи на вистинските вредни работи во животот, а меѓусебно си имате толку убава комуникација базирана на комуникацијски вредности. Сега, кога човекот ја има таа комуникација, и он зборува по еден многу убав текст дека главниот фактор за успех во бракот, например, е комуникација. Ете, главен фактор за успех во бракот е комуникација. Може би ќе го најдам текстот, само се извинувам, момент. Дайте ми секунда. Океј. Сакам да ви прочитам нешто.
Вика, комуникацијата е коренот на брачниот успех, од кој што може да израсне јака заедница, а некомуникацијата е каменот на кој што бродот ќе заринка со кобилицата. Кобилицата е долниот дел од бродот. Вика, комуникацијата е коренот на брачниот успех, од кој што може да израсне јако обединување, јака заедница, а некомуникацијата е каменот на кој што брачниот брод, сака да каже, ќе удри со кобилицата. Сега, знаете, вика, темата брак може да се опфати во многу глави, но овдека се дадени основните правила за успешен брак. И потенцира, комуницирајте. Затоа што, гледате, во самата таа комуникација помеѓу, например, партнерите или помеѓу пријателите, самата таа комуникација прави да има разбирање, да се спојат тие реалности. Колку помалку комуникација има, толку повеќе проблеми ќе имате во било кој релации. Сега, спремам нешто за среда, кој што мислам дека ќе биде многу убаво. Така да нема да навлезам во некоја друга тема, ама ова е нешто кое што мислам дека за релации, за врски ќе биде. Така да го оставиме можеби за среда, затоа што е малку по друга тема. Но ајде уште еднаш. Што е тајна? Цитат читам од филозофот Хабард, вика, воздржана мисла, не ти кажува што мисли, и вика, тој е одговор кој што никогаш не ти бил даден. Тоа е се што една тајна е. Но немојте, поинтата што ми е, немојте цело време се запрашувате, а зошто ова, а зошто она, а зошто ова, а зошто она. Немојте се запрашувате поради тоа што тоа ќе ве однесе во вртлогот на подсвесниот ум, од кај што ќе исчепкаш само некои негативни заклучоци кои што ствари немаат врска со реалноста и со откривањето на тајната. Гледај ти да не бидеш тајна, гледај ти биди живот и на крај самото твое живење, постоење и креација, што е живот, ќе ја надмине потребата твоја да откриеш било која тајна. Значи, самото твое суштествување, самото твое битисување, самото твое постоење, самото твоја креација ќе направи толку многу полност во твојот живот, да таа празнина, наречена тајна или наречена неодговор, нема да биде воопшто релевантна и нема да биде воопшто важна за тебе. Така да само продолжете да креирате, бидете во добра релација со луѓето, давајте им комуникација, комуницирате, особено комуницирате со брачниот партнер, поради тоа што тоа е во основа на бракот, и почитувајте се, поради тоа што не може да има успешна комуникација ако нема почит. Сега, колку помалку има комуникација, толку помалку почнува почита да ја снема затоа што немате комуникација. Но ако ја нема комуникацијата, ви текна кога зборев за огинот на љубовта, ако имате таа комуникација и внимание еден на друг, тогаш имате заштитна стреја што не дозволува животот и дождот и бурата да го угаси огнот. Но ако се повлечете еден од друг, што значи дека немате комуникација, немате внимание, и се повлечете, тогаш дозволуваш дождот на животот да почне да ти огаси огинот на љубовта. Не дозволувај огинот на љубовта да ти биде изгасен, поради тоа што веќе немате внимание едни на други, немате комуникација, и доколку сте направиле грешка на таа тема, коригирај ја. Се може да биде коригирано. Коригирај се ти, коригирај ги твоите навики, коригирај ги твоите карактеристики и ќе видиш дека животот ќе почне да се менува на многу подобро. Океј, се гледаме повторно во среда. Чао!